Почитувани граѓани, 4 години локална власт на ДПМН Иван Јорданов се 4 разочарувања за Штипјани, неисполнети ветувања и бројни корупцијски скандали. Резултатот е поразителен. Јорданов има бројни нереализирани проекти, целата негова изборна програма е мртво слово на хартија. Обиколница кон Ново село, градинка во Три чешми, детски центар, огромен парк со езера, атлетски стадион, пречистителна станица, гасификација, младински центар, дом за стари лица. Сето ова беше ветено од Јорданов и ДПМН, а не реализирано. Осветлување на тврдина Исар, велосипедски патеки, фотоволтаици, нови училишни лаптопи, субвенции за велосипеди, картинг центар, вештачка карпа, управување со отпад. Ветувања кои никогаш не се реализираа. Булеварот Партизанска е раскопан повеќе од една година, оставен на срам, а Штипјани на мака. Типските куки, подготвен проект со обезбедени средства од времето на СДСМ, заборавен и не реализиран. Наместо реализирани проекти, граѓаните добија повисоки давачки од Јорданов и ДПМН. Водата поскапе за 26%, канализацијата за 16%, собирањето на смет за дури 110%, паркингот исто така. Данокот на промет го поскапе ВМРО ДПМН и данокот на имот исто така. Додека граѓаните плаќаат повисоки давачки, Јорданов покажа недомакинско и криминално работење. Штип ја тресат скандали и крајно сомнителни изделки. Таков еден е примерот на скандал за крадење на нафта, тежок дури 18 милиони денари, за кој нема одговорност никаква. Скандалот со дивоградбите на секретарката на Јорданов, фонтаната, сумнителните пари за кров на гимназија, уништен бунарскиот систем. Општинските пари се трошат за бонуси, за блиски до градоначалникот. Затоа Јорданов и ДПМН јавното предпријатие Исар го претворија во загубар, кое што ќе плаќа 4 милиони месечно наредните 5 години. Каква е оваа неодговорност? Општинскиот имот е раскрачмен и распродаден. Хотелот Гранит е продаден по смешна цена. Не се знае што се случува со магацините и општинското земјиште. Сообраќајниот хаос во Штип кулминира. Улицата Ванчо Прке е затворена, паркинзите се недостапни. Единствениот семафор во населба Сењак не работи повеќе од една година, а денот на пожарникарите не беше одбележан прв пат после 40 години. Затоа партиските вработувања во општина Штип се случуваат на големо. Сопругата на градоначалникот, братот на партискиот потпарол се вработени по партиски клуч во клиничка болница. За младите и да нема ништо. Младите се тотално заборавени од Јорданов и ВМРО ДПМН. Почитувани граѓани, Штип не заслужува вакво неработење, вакви скандали и вакво расипништво. Штип не заслужува да биде жртва на партиски шеми, тендери и политичко профитерство. Локалните избори се шанса за промени во Штип. Шанса да се стави крај на 4 годишното разочарување од страна на ДПМН и да се сврти нов лист. Штип заслужува развој, проекти и честна власт која ќе работи за граѓаните и за општината.